Добар ден пред се на сите. Ви благодариме за присуството. Во врска со ситуацијата во фудбалскиот клуб Победа, пред се да се представам, јас сум Филип Илиовски, адвокат од Прилеп, досегашен и моментален генерален секретар на фудбалски клуб Победа. Поради затекнатата ситуација последниве неколку месеци во фудбалскиот клуб, како преодно решение од вчера сум назначен за извршен директор на фудбалскиот клуб со цел да се спаси ситуацијата и едноставно да не прекини да постои нашата гордост прилепска, да речем. Клубот се најдува во незавидна ситуација во моментов, со тоа што има поприлично долгови кон доверители, од кои најголем е кон Управата за јавни приходи, односно Република Македонија. Се смогнаа напори, сили со општината да се додели еднократна финансиска помош во износ од 1.000.000 денари за одблокирање на клубот, односно за да започне новата сезона 2025-2026 во втората фудбалска лига и непречено да работат фудбалските школи, тоест младинските категории на клубот. Во овој момент, иако изгласана во четвртокот одлуката, не сме сигурни дали тие пари ќе легнат на сметката поради локалните избори, односно до завршувањето на изборите. Се надеваме дека ќе се изнајди решение, едноставно тие пари да ги добијаме и да почне да функционира клубот. Во овој момент мислам дека административно би се вратила во четврта лига. Тоест, ние имаме добиено лиценца за надпреварување во втората фудбалска лига за оваа година, ама не би биле способни да се појавиме на 3 последователни надпревари од лигата, така да претпоставувам дека федерацијата би не вратила во четврта лига. Во овој момент би биле доволни да се почни, да се обезбеди играчки кадар, надпреварувачки играчки кадар, кој би се надпреварувал во, да речем, на рамноправно ниво во втората фудбалска лига и искрено некои 2 месеци би можело да се обезбеди. Имаме, се работи на тоа, запознаена Стопанската комара на Прилеп, одржани се 2 разговори со нив, ни кажаа дека ќе пробаат да не излезат во пресред, но поради летните одмори прв состанок му бил предвиден за 14 август, што е малце касно, али се надеваме на поддршка. Во меѓувреме има 4-5 компании што се заинтересирани, доколку се обезбедат услови да не поддржуваат. Тоа Владко знае подобро. Во друга смисла, освен доверители што спомнав УЈП, имаме неколку, ајде да речем, и од играчи и од поранешни тренери што клубот им должи пари. Се надеваме на разбирање да се преброди овој период, па понатаму да се изнајде решение за нормално функционирање. Било кој што се занимава со фудбал и што прати фудбал знае дека се закаснети, ама сметаме дека ако се почни, дека се може да се надокнади. Не знам дали екипата не би била спремна првите 2-3 кола, па од 5-то коло да влези, да кажам, во ритам, така да речем, али во секој случај фудбалери како фудбалери, спортисти како спортисти, сите си тренираат индивидуално, така да не би требало да биде голем минус во моментов, пошто другиве проблеми се многу побитни за да се почни, за да се стартува. Како стручен штаб остануваат од минатата година истите Столедон Магловски и Дејан Кеваковски да бидат тренери и да ја водат екипата. Сите што беа дел се повикани, немаме точни информации, сега моментално се подготвуваат за прв тренинг, да видиме, да се преброиме, да се реорганизираме, па ќе излеземе дополнително со информации. Се надеваме, да, барем за еден се надеваме, да, една генералка, да, наредниот викенд. Денеска сме вторник, некаде недела или понеделник. Планираме кој би бил инволвиран и сме во преговори за некои од постарите да останат. Сепак не можам да излезам со имена и со презимена во овој момент, освен нас двајца.
Стариот дел, спортскиот дел. последниве 3 години, не, јас барувам за одборот на директори, не за спортскиот дел, дополнително ќе кажеме, затоа што би било нефер сега да спомнувам имена. Прво да изразам благодарност до прилепската јавност за трпението кое што го има спрема нашиот клуб и спрема нас сите, затоа што работата се одолговлечи. Но како и цела прилепска јавност, и ние бевме исто во неизвестност и се уште сме до некаде. Сакам да кажам дека Победа е клуб на народот, не е ниту мој, ниту по некој друг. И така че сите што работиме во клубот ќе мора и така да се однесуваме. Ние сме еден тим на ентузијасти тука собрани кои што ќе работиме, ќе гледаме да излези ситуацијата, да излеземе на крај со оваа ситуација незавидна. И затоа што е штета да се остави Прилеп и прилепската публика без клуб како Победа. Клубот е во незавидна финансиска состојба со долг околу 5,5 милиони денари кон УЈП и уште од прилика толкава сума кон други доверители, малку помалку од тоа. Но повеќето од доверителите со кои што разговаравме ја препознаваат нашата искреност и желба за работа, па излегуваат во пресвет, ветуваат дека нема да има блокирање на нашите сметки, се со цел клубот да продолжи, затоа што и всушност и тие се сите влюбеници во клубот наш и сакаат да помогнат. Како што веќе кажа и Филип, имаме една финансиска инекција која ја чекаме од Општина Прилеп и сакам да се заблагодарам за довербата и соработката од Општина Прилеп и од целиот совет на Општина Прилеп кој што едногласно изгласа за таа доверба. Во моментов се работи на составување на некоја екипа, но се уште се чекаат овие средства финансиски да се види што ќе составиме. Се разговара со фудбалери повеќе, но не можеме конкретно ништо уште да кажеме кој фудбалер ќе биде донесен и како. Ќе би требало, доколку ги имаме овие средства, да имаме една солидна екипа, како што кажа Филип, да се носиме равномерно со другите екипи во втора лига, да немаме проблем за опстанок некој. Значи, воглавном се разговара со играчи од Прилеп кои што биле или досега членови или пак повратници во клубот кои што претходно настапувале за Прилеп, па биле во меѓувреме на страна. Тоа е тоа што во моментов можам да го кажам. За известно време ќе се одржи собрание на клубот каде што ќе се избери нова управа, нови извршни членови, се со цел да тргне нешто со клубот напред. Нашите намери се искрени и ќе сториме се што можеме да помогнеме клубот да опстои и да оди напред. Со трансформацијата во акционерски друштва, пресепак правна проблематика е, со трансформацијата во акционерски друштва на спортските клубови 2017 е Победа трансформирана во акционерско друштво. Сугерирано ни е од УЈП дека е враќено до 2021 затоа што веќе го надминува каматата главниот долг, така да акумулиран долг во последните, да речем од 2017 па наваму. Се конкретна година не знаеме точно, прво го немаме видено на тој записник, али да. Е сигурно, значи сигурно е повеќе од 5-6 години. Заедно, кумулативно. Ја мислам дека општината треба да има доминантна собственост, дали би било тоа 51% или било што, затоа што сепак овој клуб постои повеќе од 80 години, не знам, 41 се води го Целчек, 59-та мислам дека е Победа, ако не се лажам. Мислам дека треба клучен фактор да види општината без било каков политички презнак овде, никако не мислам, туку едноставно клуб на градот. Нешто слично Тиквеш беше градски фудбалски клуб, Неготино е градски Битола, Пелистер, во таа смисла, ајде не пак да се изразам прво пред се инфраструктурата, овдека сега ако си правиме отворено мовет, ние како ФК Победа, како акционерско друштво не можеме да продаваме
невидлива материја. Ние продаваме име, бренд и знак, обележи и 80 години историја. Победа не поседува ни игралиште, ни трибини, ни подтрибински простор, ни управа, ни ништо. Со казната сите сте запознаени на Сдруженијето на граѓани ФК Победа во времето и суспензијата од УЕФА е нов субјект направен, кој првично се вика Викторија, па после се сменувани имена, не знам точно прецизно историски. Тој стариот дел, таа стара Победа, да речам, административно, колку што знам, не е решен во целост. Ако се најде инвеститор, дали е општината или сериозен инвеститор кој што со некои писмени гаранции би гарантирал дека ќе биде добро за клубот, ќе биде добро за градот, со план за развој долгорочен и со план за инвестирање, меѓутоа само под тој устав нормално, не да го оставиме така пак на некој да нешто Сите да треба да злоупотреби. учиме од грешките од Да. минатото. Ако некој во иднина сега би продал акции само на ветен збор и на она, би направил грешка, знаете, која повторува два пати истата грешка. Мислам дека мора да се тргне од негде со цел изненадување на долгорочно решение на нешто. Ние сме тука достапни, како да речем уште еднаш и апел, еве да упатиме до стопанството, до бизнис секторот, до општина, до било кој. Овде сме сега моментално за да се спаси и да се извие нешто од криза. А ако ни го вреднува некој, фала му што би ни го вреднувал. Али да се стекне една доверба дека транспарентно, фер и поштено се работи во еднина, затоа што е жалосно и за градот, и за клубот, и за децата, и за еднината да остане така. Тоа што може да го решиме и да бидам сменет, еве лично јас за мене ќе кажам на наредното акционерско собрание, достапен сум како правник, како адвокат, како генерален секретар да продолжам да работам тука, јас сум согласен. Кога би требало тоа да биде? Па се зависи од чекориве што ги споменавме. Значи првично од блокирање на сметката, некаков прилив, да можеме да обезбедиме играчки кадар, да го се вети на тренерите дека нема да работат за џабе, дека нема да биде изгубена сезона, па да може со таа стабилност некој да свика собрание и мислам дека и тоа ќе биде транспарентно, Така е, отворено да. и се присутно. Имаше иницијативен одбор, знаете, имаше повик за спас пред општина, се организира и навече не представникот не е дојден денеска, мислам дека не е ни во држава, моментално е одсутен. Представници на родителите од младинските категории, од школи, буквално дојде овдека исконтактирани ни се последниве 2 недели. Апсолутно сите што може да се консултираат со владе, бевме во 4 наврати во општина, еднаш одседовме, мислам, добри 3-4 сати таму во разговор, не само дека ги седевме во разговори, во изнајдување на решение. Сега е таква ситуацијата како што ја објаснивме и се надеваме дека барем да се почни, ќе се обезбедат услови.